Здраво и добродојавте во новото издание на Фабрика на знаење. Сега сме на самочекор до финалето. Денеска тимовите ќе ги презентираат своите деловни стратегии и дизајн пред комисијата. И тоа комисија составена од етаблирани професори на факултетот. Затоа и успехот или критиката си имаат своја тежина. И нашите студенти секако ќе се представат во најдобро светло. И затоа што имаме вистинска важна презентација, започнуваме веднаш. Идејните решенија за нова деловна стратегија и дизајн студентите ги конципираа консултирајќи ја стручната литература и различните дизајнерски решенија за светски познати брендови. За фабриката Ренова, студентите од двете групи А и Б ги даваат своите први презентации пред професорите. Во групата А, студентот ги презентира резултатите од анкетите. Многу едноставно. Дали сте слушнали за компанијата Ренова и нејзината дејност? Имаме една апсолутна потврдност, би рекол, од 94% од испитаниците кажа дека слушнале за Ренова. Прашали доколку да, преку кои канали сте слушнале за Ренова. Ова прашање беше креирано со цел да дознаеме кој инструмент на промоција, кој канал на промоција бил најефикасен. Ова кажува дека Ренова веќе знае и веќе е на прав пат и добро се извршува својата работа. Како изгледа новиот дизајн на производите на Ренова? Старите вреки, а овие се новите вреки. Тука се погриживме, значи, самата да бидат по-минималистички, со самата оваква символика. Групата АА со проектот Фабрика на знаење многу конструктивно пристапи кон дадената задача. Подобро во некоја смисла немавме лидер. Тоа е работа на некој друг ќе даде проценка дали ние сме подобри или другите. Ивана, тим Ренова Б, иако се лепо брои многу повеќе девојки, едно машко, впрочем, има само во тимот, направија светско решение. Сега ќе видиш пеперутки. Мислиш пеперутки во стомак? Остави романтика, моите се рационални. Како изгледа презентацијата на студентите од групата Б? Овој маркетинг план вклучува пред се поставување на цел, ситуациона анализа која што содржи анализа на компанијата, анализа на конкуренцијата, како и анализа на обкружувањето. Исто така тие штедат енергија, лесно се одржуваат и се издржливи при екстремни климатски услови. Како недостатоци може да се наведат тоа што овие производи се со повисока цена во споредба со конкуренцијата. Тоа значи создавање на нов бренд за целосно нова линија на производи, значи течни малтери, фасади и бои, односно поликолори. Производот да асоцира на кои се основните карактеристики на производот, односно на карактерот на самиот производ. Значи, со оглед на тоа што се работи за течен малтер, кој што може да биде во повеќе бои, се одлучивме за името Рено Фло. Значи, самото лого е доста колоритно. Не знам, не сме ги шпионирале, меѓутоа уште морам да напоменам дека уште од старт имавме нелојална конкуренција што се однесува тимата. Од причина што на почетокот ни беа доделени различни задачи, а со тек на време тимата навлези во нашата задача и се уведе една конфузија за тоа која задача беше првично одделена, која беше наша задача, која беше нивна. Во иднина се гледам како работам во некоја успешна македонска компанија. Би сакала тоа да е Ренова или некоја друга. Проектот Фабрика на знаење не е наменет само за компаниите. Студентите не се искористени од компаниите само за нивни потреби, туку тоа носи многу голема придобивка и за нив, затоа што компаниите со склучување на договорите имаат одредени обврски и дел од најдобрите студенти да вработат. Колку овој надпревар е практична употреба на теориското знаење. Маџунот или гроздовиот концентрат е голема инспирација за студентите на двете групи А и Б. Ги испитаа сите демографски, социолошки, правни фактори кои можат да влијаат на пробивањето на пазарот на овој скапоцен за здравието производ. Виде маркетинг планот на студентите од мојот тима. Сега ти добро проследи ги сите оние оригинални идеи кои што ги смислија мојот тим Б за маџунот. Студентите од групата А ја презентираат својата бизнис кампања. Маркетинг миксот, тука тргнаме од производот, цената исто така направиме неколку ценовни стратегии, промоцијата детално изработивме и дистрибуцијата како посебен сегмент се осврнаме на да ја одвоиме надвор од постоечката дистрибуција на винарската визба Тиквеш.
Кои се главните таргет групи кои би се одлучиле да го конзумираат овој здрав гроздов концентрат? Во стратегијата на воведување на нов производ на пазарот, пред се тргнуваме од изнаоѓање на одговорите на прашањата која е целната група на потрошувачите. Жени мајки кои што се грижат за здравјето и зекнувањето на имунолошкиот систем на своите млади деца. Тоа се возрастни луѓе кои што живеат во урбани средини, кои што се подложени на психофизички напор и стрес. Млади луѓе кои што се грижат за своето здравје, спортисти, повозрастни луѓе и личности со здравствени проблеми или постоперативни запати. Конзумирањето на маџунот е тоа што тој се користи и како природен засладувач наместо белиот шеќер, во житарици, чај или слично. Кои се главните цели на оваа промоција? Пред се тоа е креирање на свест, бидејќи станува збор за нов производ на пазарот, заклучивме дека треба да направиме комбинација од традиционален и современ тип на маркетинг средства. Дизајнерот за прв пат го презентира новиот дизајн на производот. Го објаснува значењето на боите во амбалажата и нивниот социопсихолошки аспект. Белата боја како апсолутна боја на светлината, на чистотата, вистината и црвената боја како боја на оптимизмот, жарта, љубовта. Основните бои со кои е представен самиот идентитет. Ние одиме во надограда на исто. Самата етикета значи имаме кружна форма, водени од тоа што кругот представува совршенство, вечност. Наред за презентација е групата Б. Каква е анализата на потенцијалното потрошувачко ткиво од страна на студентите? За да можеме правилно да ја воспоставиме маркетинг стратегијата, направивме истражување на пазарот со што ја одредивме нашата таргет група и спроведовме анализа на конкуренцијата. Од ова истражување одредивме дека трошоците за предвидениот начин на конзумација на овој производ можат да ги поднесат семејства или заедници составени од 1 до 4 члена, кои што имаат месечни приходи од 30.000 денари и кои што може да поднесат трошок од 250 денари за 500 мл маџун. Проведовме анкета со која што анкетирани беа 770 лица, од кои 546 беа класично анкетирани, а 224 беа анкетирани преку електронска анкета која што беше испратена на нивната електронска пошта. Кој е слоганот на студентите од групата Б и што би означувал? Нашиот слоган за целата оваа кампања е еликсир за здравје, бидејќи се работи за еден производ кој што е со неограничен рок на траење, производ кој што има уникатна вредност и важност за здравјето на човекот. Црно шише, кој што сметавме дека неговата форма ќе ја следи функцијата која што сакаме да ја прикажеме во целата стратегија. Мислам дека е многу поважно како колектив да имаме некој единство. Има некои гласини, некој колега ќе каже ова направиле од тим А, ова направиле од тим Б. Се слуша нешто такво, но лично самата не видов ништо. Што може да се каже дека во веќе етаблираните фирми работат веќе од 10 дизајнери на ваков проект. Ние успеавме како студенти и само 2 да изработиме проект со квалитет кој што веќе може да се пронајде на полиците на пазарот. Сега ќе видиш колку студентите сакаат да го освежат Охридскиот регион. Замисли ги плажите покрај езерото како оние на Пацифик. Мислиш на Бора Бора? Нема шанс. Сега ќе видиш како размислуваат моите студенти од А. Студентите од двете групи, знаејќи го значењето на овој регион, се обидуваат да ги имплементираат главните аспекти во своите промотивни кампањи. Според мене е полесно да се работи со една компанија и еден одреден проблем, отколку да се работи со 3 општини, 3 градоначалници и во нашиот случај. На финансиите со кои располагаме прво општината Охрид, Струга и Поградец, мислам дека најрационално е да го продадеме она што го имаме. Студентите од А имаат идеја за реновирање на постоечките рехабилитациони центри, но и изградба на нови. Овие природни услови ги имат искористено само 2 установи, од кои што се Заводот за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан и специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо Охрид. На групата А главниот дел на промоцијата е изградба на наколни живеалишта на обалата на Охридското езеро. Наместо хотели со 3, 4 или 5 звездички покрај Охридското крајбрежје би можело да ве пречека преисториска наколна населба, каде вашиот престој би бил сличен на оној кој го имале преисториските седелци. Мислам дека вложивме доволно труд, го направивме тоа што го направивме. На комисијата е да оцени дали ќе бидеме ние тие со оригинална идеја или не.
нека поведи подобро. Многу подобар проект. Поопширен беше проектот и опфаќаше многу добри теми што до сега не се воопшто некој не ни пробал да ги направи тие проекти тука во овој регион. Што ќе презентира студентите од групата Б? Својата кампања ја создаде осврнувајќи се на сите расположливи ресурси на Охридскиот регион, плажите, камповите, забавниот живот и така натаму. Автокамп Феријал Младост се наоѓа на 2 километри од Охрид, на брегот на Охридското езеро. Во склоп на кампот постои еден гостителски објект, исто камп Приколки. Во близина на одморалиштето се наоѓаат спортски терени за фудбал, одбојка и други спортови и во овој камп постои слободно место, односно посебен дел наменет и специјално опремен за лица кои сакаат да кампуваат во шатори, а не во камп Приколки. Модернизацијата на камповите ќе овозможи создавање на една мала убава заедница, која ќе играат, забавуваат и извршуваат различни образовни активности, ке се научат да веруваат во еднаквоста, во тимската работа и да се развие нивниот дух и тело преку најразлични спортски активности, образование, забава и слично. Помош на крстарењето со бруд низ Охридското езеро ќе се овозможи развој и промоција на туризмот. Развој на Охридска турска регион. Наша стриктна идеја развој на автокамповите. Знаеш ли дека патеписецот Евлија Челебија ја опишал Струмица како еден од градовите на Балканот со најразвиена трговија? Моите студенти од тимот А од ГРОС токму такви обележја и дадоа на кампањата. А моите студенти од тимот Б направија светска кампања. Во градот Струмица, во просториите на огранокот на Универзитетот ФОН, следува презентација на промотивните кампањи на студентите од групите А и Б. Студентката од групата А ги експлицира резултатите од нивното истражување за влијанието на формата на амбалажата врз размислувањето и чувствата на потрошувачите. Се уверивме, значи со едно прашање кој облик за вас е облик на совршенство, имаше, значи најголем дел од клиентите кажаа дека всушност кружната форма им изгледа како совршена форма. Колку се важни обележјата на градот при промоција на еден производ? Представа нешто што може да ја понесе сета таа тежина беше самиот град. Самото име сотира на градот Струмица, а нашиот град има таа енергија, има таа мултинационалност, тој флуид, дека би требало да се задржиме на традиционалното. Техничката изведба на нашите етикети е транспарентна, при што целта е да се прикаже нејзината слободна форма на шишето, односно да се добие еден дизајн кој што би изгледал само силуета на градот со меурчиња на самите звезди. Дизајн за пијалок од струмка за деца оригинално решение на овој тим. Проект Фабрика на знаење има огромно значење за понатамошното образование на едните студенти и самите студенти на Фонд универзитет, бидејќи од есенцијално значење е самата практична работа која што имаат самите студенти, комбинирана со тимската работа која што имаат. Концептот и идејата каде што сето внимание е скренато кон студентите и се слуша нивниот глас. Многу начини на промоција, реклама, понудивме и промотивни материјали и мислам дека добро извршивме нашата задача и компанијата ќе биде задоволна. Следува презентација на маркетинг стратегијата на студентите од групата Б. Дали нивниот дизајн суштински се разликува од оној на групата А? Како изгледа дизајнот на амбалажата и промо кампањата на тимот Б? Набавивме етикети од разни безалкохолни пијалци и законските регулативи, како и регулативите на кој начин може да се врши маркетинг на производот и маркетинг стратегија. Говорност беше да се создаде новиот дизајн, односно се направат етикетите и шишињата, редизајн. Асоцираат на овошјата да презентираат нивниот вкус, свежина. Маркетинг и адвертайзинг стратегија за ГРОС Струмица. И сега, значи, ова е нашиот слоган, струмка за луѓето кои што сакаат повеќе. Како се ќе се промовира овој производ? Кафичите и малите продавнички. Имаме замислено да ставиме банер со логото на струмка и останатите пијалоци. Најмногу ќе придонесе за промоција се флаерите, бидејќи преку нив потрошувачите се информираат за изборот на пијалоците на ГРОС Струмица. 54% од испитаниците сметаат дека не е доволно конкурентна, а околу 46% дека е доволно конкурентна на пазарот. Моето учество во Фабрика на знаење ми овозможи да
ги употребам сите знања до сега што ги научив на факултетот. Ние ќе победиме, дека имаме подобри идеи, подобар дизајн. Аеродромот Александар Велики, како дел од холдингот ТАФ, беше еден од најголемите предизвици за студентите од групите А и Б, што ќе презентираат студентите од А како оригинално решение за подигање на заработувачката на аеродромот, но и за поголем комфор и забава за потрошувачите, кои се главната точка на интерес на оваа промотивна кампања. Very Impressive Place е концепт кој што всушност ќе помогне да се подобрат услугите внатре во аеродромот. За да го направиме, ние тој концепт, зедовме, еден спектар на невоздухопловни услуги кои што го нарековме од паркинг до боргер. Всушност, би представувало тобако шоп или тобако продавница, во која што ќе ги има сите оние услуги кои што се нудат и надвор од аеродромот, односно во урбаната средина во градот, меѓутоа рекламниот простор заедно со продавањето на нивните брендови бил многу добар за профитот на самата компанија. Односно место каде што VIP гостите, VIP луѓето кои што влегуваат во аеродромот ќе можат наистина да го почувствуваат VIP третманот. Еве како тоа би изгледало со посебни соби, односно со добивање на посебни услуги како што се интернет, како што се компјутери, како што се книги, храна, а воедно ќе имаат место каде да ги издржат и нивните деца. Може сами да погледнете интерактивно да видите како изгледа тоа, се вртите низ мапата. Може да замирате со два прсти и со други слики има, но во случајот е така. Оно што е многу важно се банерите, неколку вида на банери кои што може да се постават на веб страни и доколку овие банери се постават на веб страни, тоа би изгледало вака. Продавате приказни. Имате што да продадете, имате квалитет, се треба начинот како стигнете до муштеријата. Доста јасна, концизна ви беше структурирана како што треба и дека конкретно сте одговориле на задачата што е зголемување на профит. Избругам вака да ги чисто. Турците се таков народ, или може така да им правиш, да не кажам ифтивар, да ги привлечеш. Искуството што се добие, важно е да те прифати тимот, важно е да го прифатиш тимот. Мислам, доста добар процент дека ќе победиме, затоа што и си имавме добра презентација. Најбитно од целата оваа работа е искуството кое што ги имаат студентите стекнат добро, кои што ќе може на некој начин на пазарот надвор во Македонија да избоксуваат многу поголема почит од страна на компаниите со што би се вработиле многу полесно. Студентите од групата Б се концентрирани на сите расположливи ресурси на аеродромот кои би донеле известна заработувачка за корпорацијата. Финансиска криза. Не е хаб. И не е топ туристичка дестинација. А е сепак како во Ушуаја крајна. Ние имаме решение. Топ 5 рекламни позиции. Гледате на овој слайд. Што значи тоа? Дека врз основа на спроведените анализи по истражувањето и врз основа на нашата реална посета и контакт со компаниите, ние дојдовме до вакви 5 идеални рекламни позиции за кои што повеќе компании искажа особен интерес, а лентата за багаж, овде ја спомнавме куферот со пари, билбордот. За да ги привлечеме патниците што подолго да останат на аеродромот, а и воедно тие што патуваат да понесат со себе спомен од Република Македонија, како и тие што пристигнуваат да купат еден last minute поклон за своите сакани овде, понудивме аеродромот Александар Велики да се побрзе да се приклучи кон проектот на Министерството за култура Подарок од Македонија земја на чувства. Открадба на една од 20 уникатни сувенирници на самиот аеродром, при што тој ќе профитира од издаимениот простор. Презентираме идејата за поставување на симулатор на лет, односно забавна атракција на Скопскиот аеродром. Возење и е единствен симулатор за комерцијална употреба кој што може да се движи 360 степени на две оски. Истражувањето беше спроведено онлайн, беше составена кратка анкета од 3 прашања. Беа испитани, анкетирани приближно 200 испитаници на возраст од 19 до 30 години. Кој што реално е остварлив за аеродромот и сметам дека победата е загарантирана за нашиот. Дека не е врски откривањето на тајни. Автомобилите од почетокот на своето појавување на пазарот го буделе интересот на луѓето заради силната доза на адреналин која ја нудат како една од најкарактеристичните креации на цивилизацијата. Студентите од А детално ја разработија својата промотивна кампања преку компаративен модел, но и оригинални решенија.
Peugeot 308 е представен како семејно возило. Како и да е, ние со овој проект сакаме да го доближиме Peugeot 308 и до помладата популација, која е на возраст од 20 до 30 години, преку нивната вклученост на социјалните мрежи, како и до постарата популација над 45 години преку пишаните и електронските медиуми. Овој проект опфаќа 3 фази. Првата фаза е промотивниот период, кој што ќе трае 9 дена, од тие 13. Втората фаза е централниот настан, кој што ние го нарекуваме флешмоб. Инаку флешмоб представува една организирана група на луѓе кои што изведува некоја координирана активност, неочекувано, на некоја прометна локација. 8 автомобили, Peugeot, така што ќе бидат опфатени сите 3 видови на Peugeot 308 автомобили. Тоа се караванот, CC серијата и серијата на 5 врати. Влегуваат 8 автомобили во градот, се движат по претходно утврдената улица, застануваат на најпрометната локација во самиот град, се пушта музика, која исто така е превземена од некој од веќе постоечките рекламни спотови за Peugeot, затоа што така ни наложи Euroimpex, ние не смееме да внесуваме нешто што на нив не им е дозволено. Значи тоа се некој вид на стандарди. Откако ќе застанат овие 8 автомобили, се пушта музиката, од нив излегуваат сите 26 волонтери и ги глумат приказните. При тоа, секое годишно време ќе биде представено со две приказни и со 2 автомобил. Одлично колку ќе се вложиш, не знам, ние целосно учествувавме во секој аспект, други колеги едноставно не се вклучија. Така да мислам дека ние највеќе придонесовме во оној креативен аспект на маркетинг планот, сите не пофалија дека сме биле многу креативни. Ние во самата програма имаме односи со јавност, реторика, јавно мислење, масовни комуникации и баш овие предмети ги искористивме во овој проект, значи како да се допре до јавноста. Студентите од групата Б се концентрираа на луксузниот модел на Peugeot 3008 и неговата медиумска промотивна кампања. Е да ги запознаеме луѓето со релативно новиот автомобил Peugeot 3008 кој на пазарот е донесен пред околу 1 година. Чинало поставување на билборди и поставување на банери на веб-сајтот. Намалена емисија на штетни гасови и исто така дека економично е, не, значи има намалена потрошувачка на гориво. 3008 ви посакува на еден билборд, а на друга локација опуштете се со мене сте сигурни. Со третиот билборд сакаме да истакнеме безбедноста која ја нуди Peugeot 3008. Но и веб банери во кои се пренесени истите пораки, тука се направи значи микс од двата билборди се споени заедно во еден банер и значи тука се пренесуваат истите пораки, односно позитивните адути перформанси на Peugeot 3008. И овие веб банери се наменети додат на забавни веб портали, како и на веб порталите на кои веќе Euroimpex се рекламираат. Можев многу да се најдам во овој проект, затоа што не сум само јазичар, јас ги следам и други предмети на бизнис насоката, имавме пример економија, право, значи не сум само определена кон јазикот. Задоволни од соработката со Euroimpex, ние работевме на Peugeot 3008 и секогаш кога нашите студенти имаа потреба да се консултираат со фирмата, излегуваа пресред и дава совети што чине, што не чини во целата нивна идеја. Проектот на Комерцијална банка до животно учење е суштински различен од другите 6 проекти, затоа што во центарот на интересот е човекот, неговата емоционална и социјална интелигенција. Психологијата на вработените во банката е од исклучителна важност. Затоа студентите од мојот тим А обрнаа големо внимание на таа проблематика. Неколку студентите од тимот Б, значи мојот тим. Студентите од групата А се концентрирани на сите вработени во банката. Зошто до животното учење ќе праша некој? Ќе ви наведам 3 главни причини, односно 3 главни вредности на концептот кој што ќе го понудиме ние како решение и кој што го одразуваат, кој што се всушност веќе континуирано ги тера. Дури 43% од испитаниците на нашата анкета одговорија дека се мотивирани од професионалниот напредок. Еден дел од нашиот концепт се и опсесивно одговорните настани кои што ги овозможуваат вработените да се вклучат во средината и да се социализираат меѓу себе и да ги запознат своите колеги. Сметаме дека секој човек кој што се надоградува себе си, се доквалификува и ги проширува своите знаења, може да расте
буквално како што и дрвото расте. Меѓутоа за секое дрво за да биде силно, метафорички нели секако, треба да има силни корени. Во случајот со комерцијална банка и кај сите предпријатија во принцип тоа е менаџерскиот тим. Затоа ние тргнуваме токму од таму. Возможувањето на менаџерскиот тим на комерцијална банка самите да си го планираат и спроведуваат својот развој ќе им овозможи чувство на контрола врз напредокот врз развојот на својата кариера. Проектот Фабрика на знаење студентите од мојот тим го прифатија со сета своја сериозност и максимално се вложија во неговата реализација. Впрочем, тоа беше и неопходно, бидејќи пред себе имавме една сериозна институција каква што е комерцијална банка, која им постави и комплексен предизвик. Имавме специфична техника, користевме Prezi, тоа е онлайн софтвер. Тие во првиот пат мислам дека кога презентирале, колку што разбрав подоцна, користеле друга техника, користеле PowerPoint. И мислам, сепак ја превзема идејата, добра идеја имаше, но мислам дека потфрлија во реализација. Системот на бодување започна како исто така еден теоретски дел од тоа како би можеле да се вреднуваат определени активности, но нас останоците од комерцијална банка заклучивме дека овој систем на бодување може да се имплементира во електронскиот дел од компанијата и тогаш нашите реални уникатни идеи дојдоа на виделина. Покрај оваа идеја, флексибилното работно време и хоризонталното движење на банката, на вработените низ секторите во банката, беше исто така почитувана идеја. Овие идеи, предавањата од фон исто така беа една многу, мислам, уникатна и интересна идеја, за која што комерцијална банка беше многу заинтересирана. Значи за разни програми, предлози за тоа како јаболки за здравствено едуцирање на вработените. Една идејата за бюлетин, ова идеја предлагаме да овој бюлетин да излегува периодично во период од неколку месеци. Значи, денеска од лидерите се барат да се фокусирани на финансискиот дел од работата, не на емотивниот дел, не на емпатија, не на соживот со вработените. Како и да е, ова е крајот на ова денешно издание пред големото финале. Во секој случај ќе видиме како ќе се покажат во креативност нашите студенти во следната емисија.